Во овој период од годината Охрид полека ги отвара своите порти и на големо ги чека своите гости. По традиција, во овој период започнува вистинската туристичка сезона. Но овој период е и крај на периодот на уште еден препознатлив белег на Охрид. Охридските цреши, или како што ги викаат тука во Охрид, черешни. Овој деликатес зрее во Охридско од 20 јуни па се до средината на јули. Кога во цела Македонија ќе почне да ги снемуваат црешите од тезгите, тогаш се појавуваат охридските. Тие се посебни, по нивната големина, но и по вкусот. Охриѓани ги нарекуваат со различни имиња охридските черешни. Едни ги викаат долга шишка, други далбас, а речиси никој не знае од каде е дојдена оваа сорта во Охрид и зошто охридските цреши се толку големи и вкусни. Предпоставуваат дека климата, надморската висина или земјиштето во селата каде што најмногу ги одгледуваат се главните фактори охридските черешни да бидат токму вакви. Во последниве неколку години на охридската цреша се насладуваат на трпезите во Русија. На шега производителите велат дека има охриѓани кои годинава и немаат проба на охридска цреша, поради извозот во Русија, но и поради цената по која се продаваат. Оние што ги произведуваат презадоволни тријат раце од откупната цена и малку со срам ги продаваат на тезгите по охридските пазари. Откупната цена е 130 денари за килограм цреши, а на пазарите во Охрид 150 денари за килограм. Охридските цреши се произведуваат во неколку села во Охридско, но Лесковец и Велгошти се издвојуваат и по количеството на произведени цреши, а и по квалитетот. Таму ве водиме во оваа луги и места, ќе ве запознаеме со некои од производителите на охридските черешни. Во атарот на селото Велгошти во нивниот овоштарник ги најдовме браќата Тодор Кецкаров и Ѓоко Кецкаровски. И двајцата со професии далеку од земјоделството, но и двајцата од кога знаат за себе се по дрвата со цреши. Ѓоко по професија е електроинженер во пензија и не може било што да ви раскаже за Велгошти, а да не спомне за славното минато на оваа село, кое е оддалечено само 1 километар од Охрид. Но по она што ми го кажаа моите соговорници, не сака никогаш да се припои со Охрид. Секој велгоштанец сака да се каже дека е од Велгошти, затоа што Велгошти е карактеристично. Карактеристично е по својата местоположба, по својата историја, по својот трудолюбивост. Има голем број на интелектуалци и така натаму, значи Велгошти има свој идентитет и сакаме тоа да го сочуваме. Јас бев председател на местнава заедница и имаше иницијатива да тоа се припои како до Охрид и биде населба, но жителите на Велгошти категорички тоа го одбиваат, затоа што со гордост се представуваат велгоштани. За време на Илинден велгоштани дале огромен допринос и поради тој допринос и таа цена ја платиле, Велгошти е 100% пожарено, дала голем број на жртви и целосно иселено. Но како што гледате, Велгошти поново е живо и представува село или населба која што е активна со голем број на жители, со сите параметри што ги носи еден современ живот. Денес повеќе села во Охридско може да се пофалат со своите цреши. Велгошти може да се пофали и со традиција во одгледувањето цреши. Имено, порано имало семејства кои исклучиво екзистирале од цреши. Велгошти има традиција на одгледување на цреши, но исто и Охрид, дел од Охрид, така наречената област Видобишта, значи имаше цреши, така да не е исклучено, иако е Охридска, значи.
али велгоштани претежно се занимаваа со одгледување на черешни. И од тоа можам да речем дека екзистира. Јас памтам, значи сум роден 1943 година и како дете во Велгошти беше организиран откуп на црешата преку земјоделска задруга, така е викаа, и долго време, значи тоа беше добро платено и голем број на семејства екзистираа од тоа. Поради хикс причини, дали водата, незнаење традиција држење на квалитет на производи, постепено црешата почна да ја губи своето значење. Луѓето се запослуваа во индустријата и дојде период кога во Велгошти многу малку се одгледуваше цреши. Тоа беше причина што немаше организиран откуп, значи луѓето не можеа да својот производ го пласираат. Нашата фамилија во 2 хектари земјиште имавме само цреши, избиравме околу 15.000 тон, значи 15 тони. Право? Кога цената падна и немаше откуп, ние имавме само неколку цреши само за нашата фамилија. Кога ќе видите и вкусите охридска цреша, ќе ја видите и разликата од останатите цреши. Еве дел од нејзините карактеристики. Велгошките цреши беа така наречени, ние викавме питоми или охридска цреша. Таа далба или така далба, ја не знам правиот назив, таа постепено исчезнува. Таа исчезнува пошто многу самата атмосфера ја напаѓа и при голема заштита таа не е отпорна. Додека оваа сорта која сега ја гледате, таа спаѓа во нови сорти кои се донесени према мене, некои викаат од Италија, некои од Германија. Берењето цреши е специфичен процес, но и ризичен. Моите соговорници и покрај годините се качуваат и на највисоките гранки. Маката ги натерала и на изуми со кои ќе си ја олеснат бербата. Збирањето на цреши е макотрпна работа и бара искуство, поготово искуство од млади години. Онај кој е навикнат да збира од млади години, не му е тешко. Јас имам скоро 70 години, се качувам на секоја гранка од овие стабла. Но за да се соберат не е доволна една личност, него треба и други личности нормално. Порано се користеа помошни некои скалила кои беа нестабилни и дури и јас не можев на ними да работам. Затоа ме натера да размислувам и дојдов до одредена идеја да помошното средство за збирање биде скала, може да биде со различна должина и со тоа може да се доближи до секоја можна гранка. Нормално е далеку постабилна, има 4 точки на стабилност, една на врвот, долу земја и 2 отстрана. Производителите на цреши во Охридско се задоволни земјоделци. Годинава се задоволни и од цената и од родот. Охридските цреши завршија на трпезите во Русија. 5 години се врши организиран откуп со цена која сме задоволни. Прво почнаа со 100 денари, значи беше цената околу 100 денари. Оваа година достигна цената 130 денари, што е солидна цена за наши услови. Така да русите ќе јадат, а охриџани можда помалку ќе јадат, зашто на оваа цена за нашиот стандард е висок. Од Велгошти заминавме во Лесковец, место каде што се произведуваат најубавите охридски цреши. Во Лесковец ни препорачаа да се сретнеме со буџакот, така го знаат тука во селото. Велат тој е еден од поголемите производители на цреши. Стојан Буџаковски, инаку професор по македонски јазик, го најдовме во неговиот овоштарник, кај црешите. Ги собира оние што останале од годинешниот род. Тој, од кога знае за себе, знае и за черешните. Од дедо и прадедо, како што вели тој. Од кога сум роден, черешни во Лесковец постоеле и татко ми истото го тврдеше и дедо ми истото го тврдеше, значи постојат од памти века. Тоа е сигурно она според легендата или според кажувањата на старите, уште Свети Климент кога вршел облагородување
на природата, дека од тогаш потекнуваат черешните и во Лесковец. Постоја неколку врсти на черешни, постоеше стара охридска далбазлија черешна, што мислам дека таа е и продолжението или тоа е првиот калем од Свети Климент. Потоа постоеше долга шишка, кој што луѓето сега со ова најмодернава ја споредуваат долга шишка, меѓутоа таа долга шишка беше со долга дршка, меѓутоа мал плод. А ова исто има долга дршка, меѓутоа и голем плод. И таа Свети Климентовата или охридската стара далбазлија черешна, гледам дека е постојано е во изумирање, затоа што пазарот ја бара точно ова е понова сорта на черешни, се уште не знаеме и кое му е нејзиното право име, според едни долгашишка, според други воденка, според трети италијанка, меѓутоа прочуена е како охридска черешна и навистина е доста квалитетна, сочна, јадра и пред се доста сладка черешна. Во Лесковец од секогаш ги имало црешите. Покрај старите овоштарници, денес се почесто никнуваат и нови. Од порано ги имало во Лесковец, ги имат и сега, меѓутоа сега одат на она старата, реков, охридската далбазлија, почнуваат постепено да изумират и одат со млади насади, насадување на овие така понови сорти кои што и навистина се доста барани на пазарот, а и карактеристичен имаат вкус. Меѓутоа сега најново се појавуваат еден нов насад, така наречено пилар систем или патулјаци кои што луѓето почнаа нагло да ги садат таквите. Јас имам околу 150 парчиња, меѓутоа ми се од стариот насад. Немам доверба, можеби сум скептик, немам доверба во новава наука, затоа што мислам дека 30 или 50 кила, како што претпоставуваат, немој да дадете еден корен од 2,5 метра со 2 метра ширина. Кога ова черешна, што ја гледаме и што стоиме под неј за 30 и нешто години, дава 300 кила, не верувам дека тие може да дадат 30 кила. И сами овие откупувачи кои што ги откупуваат черешни, ве викаат дека лесковецката черешна е една од најдобрите во сите овие черешни. Се во што е разликата? Дали е тоа во поглед на почвата, затоа што ние слабо имаме вода, или незина карактеристика е јадроста, значи големината на черешната, сокот и блажината. Дали тоа го чини самата клима, пошто сме некако од Охридското езеро повнатре, или само во земјиште кое сушно, се уште не можам да ви кажам, затоа што и не сум педолог да го знам составот на земјиштето. А знам дека нашите черешни се доста барани и доста вкусни. По боја, охридските цреши ги има во две бои. Црни или црвени и бели или жолти. Не цел месец може да се насладувате на нив, бидејќи толкав е периодот на нивното зреење. Имам и црвени и бели, имам и брзи, кои што доаѓаат некаде на 20 мај веќе се за продавање, меѓутоа тие се повеќе за лика или да ја задоволат апетитот некаков, иначе немаат кузен каков вкус, единствено само внатре е коската или голјушката и околу само бојата што му е црвена. Имам и во крајот на мај месец што идат и овие што идат некаде околу 20 јуни, за кои сум многу задоволен, мислам, и од цената, и од квалитетот, а и од родност. Ова е карактеристична черешна. Кога сте на некоја гранка, значи гранката нема да ви кажат кога ќе се скрши. Тоа е како стакло, немојте да осетите. Туку наеднаш паѓате на земја долу, без да дајте некаков предупредување, крцкање, плюскање и слично. И затоа се доста ризични. Веројатно искуството во берењето прави да се чувствувате безбедно горе. Да, само со спрема, само со вакви метални скали, кои што може да достигнат и до 10-12 метра, кои што се сигурни и безбедни, треба да се имат и појас сигурно, меѓутоа тие појаси се за нас се уште скапи, 100 евра, па се врзуваме со јажин, со ортоми и така натака да го искористиме берикетот. Од Охридско и со прекрасните охридски цреши се поздравуваме од вас во оваа луѓе и места. Следна средба ви закажуваме за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.